новинари, почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам за денешното присуство на оваа пресконференција. Имајќи ја во предвид актуелната ситуација во врска со ширењето на заразата од коронавирусот, Министерството за внатрешни работи досека објавуваше информации по социјални мрежи и преку одделот за односи со јавноста. Денешната пресконференција е во насока да ви информирам за последните мерки и активности кои што Министерството за внатрешни работи ги презема на планот на справување со ширењето на заразата од короната вирусот, а во координација со сите други државни институции. Најпрво ќе замолам да ги почитувате препораките на владата и Министерството за здравство за заштита од коронавирусот. Тоа е причината што денешната пресконференција се одржува во невообичаени услови, односно на простор надвор од објектот на Министерството за внатрешни работи. И во оваа прилика би сакал да потенцирам дека Министерството за внатрешни работи презема широк спектар на мерки и активности со цел заштита на здравјето на граѓаните на нашата држава. Сакам да потенцирам дека во рамките на Министерството за внатрешни работи е формирано координативно тело со највисоките представници на Министерството, кој што секој ден во 8:30 часот има состанок на кој што се дискутираат активностите на Министерството за внатрешни работи и се издаваат соодветни инструкции за наредби за постапување на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Веднаш потоа во 9:30 секогаш има состанок на кризниот штаб на координативното тело на владата, а припадници на Министерството за внатрешни работи учествуваат и во сите други национални тела, како што е управувачкиот комитет, кризниот штаб за здравство и кризниот штаб при Центарот за управување со кризи. Министерството за внатрешни работи во оваа прилика силно апелира до граѓаните на државата да се воздржат од патување надвор од територијата на државата, а исто така и да го ограничат движењето и собирањето во поголеми групи на граѓани во текот на работниот ден. Воедно информирам дека од страна на Министерството за внатрешни работи е отворена бесплатна линија на која сите граѓани може да се информираат за сите оние активности од ингеренции на Министерството за внатрешни работи, а кои се поврзани со справувањето и постапувањето на Министерството во врска со спречување на ширењето на заразата од коронавирусот. Значи, тој телефонски број е 0800 00201 и телефонскиот број работи 24 часа, 7 дена во неделата. Телефонскиот број е на два јазика, на македонски и на албански јазик. Истовремено, отворена е и имејл адреса на Министерството за поставување прашања или пријавување случаи за непочитување инструкциите и одлуките на владата во врска со справувањето со заразата од короната. Имејл адресата е mvrinformации услуги _moj.gov.mk. Во оваа прилика сакам со јавноста да споделам информации за тековно постапување на одделот за гранична полиција и миграции. Имено, граничните полицајци се во постојана комуникација и координација со надлежните организацијски единици. Тука пред се мислам на локалната самоуправа, Центарот за управување со кризи, Министерството за одбрана и армиските службеници. Во оваа насока би потенцирал дека МВР отстапи возила за потребите на армиските службеници со цел нивно постапување во кризните региони. Во текот на изминатиот период, односно на 14 март оваа година, МВР асистираше при закување на државјани на нашата држава, кои беа заглавени во меѓуграничниот простор на српско-унгарската и хрватско-унгарската граница. Во изминатиот период, во координација со дипломатските представништва во државата, МВР асистираше во спровод на странски државјани до границите на сопствената држава, и тоа на 15 март спроведени се 36 луѓе до границата на Косово, а на 16 март спроведени се 2 конвои со вкупно 55 лица и проследени до граничните премини на Албанија и Косово, од каде што се прифатени од нивните служби. Во овој момент имаме најава за влез на државата на повеќе од 200 лица со автобуси и приватни возила, кои по различни основи биле заглавени на различни гранични премини
и граничните полицајци се во постојан контакт и координација со Министерството за надворешни работи и Министерството за здравство, при што во текот на денот се очекува нивно пристигнување. И доколку се утврди нестандардна состојба, со истите ќе се постапи согласно препораките и насоките на Министерството за здравство. Во делот на униформираната полиција, односно во делот на постапување на секторите за внатрешни работи, би сакал да ве информирам дека секторот за внатрешни работи Скопје во моментот обезбедува 173 лица кои се под мерка здравствен надзор и домашна изолација. Од страна на секторот за внатрешни работи Скопје затворени се вкупно 7 угостителски објекти, и тоа 2 од страна на државната пазарна инспекција и 5 од страна на собствениците, при што е дадена забрана за вршена на дејност и соодветни кривични пријави. Вкупно на територија на СВР Скопје се контролирани 72 угостителски објекти. Секторот за внатрешни работи Битола обезбедува 13 лица по мерка здравствен надзор и домашна изолација. Сектор за внатрешни работи Тетово обезбедува 16 лица по мерка здравствен надзор, при што е забележено едно прекрашување на мерката и за истото е запознаено ОЈО на Тетово и се работи на расчистување на случајот. Сектор за внатрешни работи Охрид спроведува мерка за 82 лица кои се под здравствен надзор и домашна изолација, а контролирани на територија на сектор за внатрешни работи Охрид се вкупно 131 угостителски објекти. Сектор за внатрешни работи Струмица обезбедува 12 лица кои се под мерка здравствен надзор, при што има за едно лице прекрашување на забраната од страна на што се преземени мерки на крим полицијата и е поднесена соодветна пријава до основното јавно обвинителство во Струмица. Сектор за внатрешни работи Куманово обезбедува 6 лица, од кои поради место на престој 2 се на територија на СВР Скопје. Полициските службеници на СВР Куманово извршија контрола на 40 угостителски објекти, при што не е утврдено прекрашување засега на територија на СВР Куманово. Сектор за внатрешни работи Штип обезбедува 8 лица кои се под мерка здравствен надзор и домашна изолација. Полициските службеници од секторите за внатрешни работи во следниот период ќе постапуваат за контрола на одлуката на владата за затворање на угостителски објекти, казина, кафичи, кладилници, игротеки и слични објекти кои што се опфатени со одлуката на владата. Од страна на Оделот за специјални полициски операции спречени се 14 обиди за напуштање на периметерот на кризното подрачје без лекарска согласност. Тоа е подрачјето на општина Дебар и центар Жупа. Извршено обезбедување и придружба на 22 дотури на намирници на територија на кризното подрачје. Овозможено е непречен транспорт на пари до експозитурите на банките и банкоматите на кризното подрачје. Постојано се врши пренасочување на сообраќајот, пренасочени се 9 патни правци и граѓаните редовно се информираат за состојбата на кризното подрачје. Дозволено е напуштање на кризното подрачје со лекарска согласност на 2 бремени жени. Инаку, во рамките на општина Дебар и центар Жупа во моментот има околу 130 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека во периметарско обезбедување се околу 35 до 50 припадници на Оделот за специјални полициски операции. Исто така, има околу 65 припадници на армијата, кои што работат во делот на обезбедувањето и дават асистенција на Министерството за внатрешни работи во делот на обезбедување на зелениот појас. Министерството за внатрешни работи презема мерки и активности во насока на спроведување на заклучоците на влада, а поврзани со безбедноста на граѓаните, и тоа во соработка со Министерството за здравство, Центарот за управување со кризи, во соодветен начин се разгледува можноста сите лица кои се затекнати за своите викенд куќи и истите се наоѓаат на подрачје на каде има кризна состојба во непосредна близина на Маврово и Ростуша. Тоа се Гари, Лазарополи и други мали населени места, безбедно да ги напуштат своите викенд куќи. Во текот на денешниот ден, од страна на епидемиолог од Министерството за здравство, ќе се изврши увид во здравствената состојба на овие лица, при што доколку се дозволи, од страна на Министерството за здравство и здравствениот инспекторат, со посебна дозвола овие лица ќе бидат извлечени надвор од периферијата
доколку пак се одлучи, на истите лица ќе им бидат доставени пакети со храна, средства за дезинфекција и лекови. Затворени се сите гранични премини за влез во државата за странски државјани, патници и возила, освен за транзит на товарни возила за кои што работат сите гранични премини. Исто така, премините се отворени и за представници на дипломатскиот кор, а за сите оние представници на дипломатскиот кор кои што не се акредитирани на територија на нашата држава, значи дозволено е транзитирање во нашата држава во рок од 3 часа. Значи од влез до излез мора да ја помине државата во рок од 3 часа. Значи меѓународниот аеродром во Скопје, согласно синочешната одлука на владата, треба да биде затворен во текот на утрешниот ден. МВР ќе ги стави на располагање на возилата на гранична полиција за потребите на армијата, за вршење на мобилни патрули по гранични предели. Министерството исто така ќе ги засили контролите и проверките на лица за кои што е издадено решение од страна и наредба од страна на Министерството за здравство, имаат подпишано изјава за самоизолација. Така да, по врз основа на анализа на ризик и по случајен избор, Министерството за внатрешни работи ќе спроведува ригорозни контроли дали овие лица за кои што е издадена оваква наредба ќе ја почитуваат. Доколку се утврди непочитување, тогаш ќе биде поднесена соодветна пријава по член 205 и член 206 од Кривичниот закон, значи член 205 да појасна непренесување заразна болест, а член 206 е непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. МВР на дневна основа ќе известува владата за исходот на граничните премини, бројот на контроли, издадени дозволи, сите мерки и активности кои што ги преземаме во текот на 1-24 деноночие. МВР во соработка со Министерството за здравство во текот на денешниот ден ќе изработи изјави за согласност и наредби покрај на македонски и на албански јазик, при што на сите гранични премини во текот на денешниот ден истите ќе бидат дистрибуирани. Дополнително информирам јавноста дека согласно телеграмата која што е доставена до управните служби на Министерството за внатрешни работи во текот на денешниот ден, од утре ќе работат со скратено работно време. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје ќе работат од 7:30 до 18 часот, а за пунктовите во МРТВ, Беко и Ѓорче Петров и од 10 до 18 часот во пунктовите Бутел и Драчево, додека за останатите сектори за внатрешни работи управните служби ќе работат од 7:30 до 16 часот. Во текот на денешниот ден, во соработка со МАКАМ и во соработка со Министерството за здравство, ќе бидат изземени возачите на товарните моторни возила во однос на изјавата за самоизолација и ќе биде проведен посебен протокол со издадена потврда од страна на Државниот санитарен инспекторат, истите да можат непречено неколкократно да ја минуваат граничата на нашата држава. Сакам да ви информирам исто така дека од 16.3 во текот на вчерашниот ден од 12 часот до 17.3, тоа е до денешниот ден до 7 часот, вкупно на влез во Македонија има 2019 лица поминато, а на излез 1331. Исто така, само што ме информира, значи, во текот на денешниот ден, значи, со оглед дека Србија беше задолжена за излекување на нашите државјани и државјаните од регионот кои што беа заглавени на крузерот, значи, донесени се 7 државјани, од кои што еден македонски државјанин е задржан во Белград, 6 државјани се донесени во Македонија, од кои што 2 албански државјани веќе се на пат кон Албанија, додека 4 државјани, македонски државјани, се задржани на инфективното оделение на клиничкиот центар. Сакам да ја информирам дека овакви пресконференции ќе држиме почесто со цел информацијата
за активностите и мерките кои што ги презема Министерството за внатрешни работи побрзо да дојде до граѓаните. За таа цел е отворена и телефонската линија, уште еднаш да потенцирам, која што работи 24/7. Ви благодарам.